Ја следите емисијава на Македонски корени од Сиднеј со вашите домакини Јони Бети Треновски. Почитувани, наредниве минути на Македонски корени ќе ги посветиме на разговор со нашиот драг гостин, господинот Самуил Малчевски. Господине Малчевски, верувам не слушате добро, ако е така, да ви посакаме добро утро и добро ни дојдовте. Ви благодариме што ја прифативте поканата за денешново ваше гостување на Македонски корени. Добро утро, Бети, здраво Јон, ви благодарам, добро утро по македонски, добар ви ден по австралиско време. Ви благодарам за поканата, секогаш на човек му представува чест и задоволство кога разговара со вас. Токму така, добро ви утро и од мене, господин Малчевски, чест и задоволството е и наше. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија за темите кои денес ги одбравме, и се надевам дека ќе го задржиме вниманието на сите оние кои што во овие моменти се заедно со нас. Во четвртокот на 26 април, односно пред 3 дена, Судскиот совет без претходна најавена судска процедура ја разреши претседателката Весна Дамева. Како гледате на ова што се случи во Судскиот совет? Имате ли информации која е причината за незиното не најавено разрешување? Дали можеби е поради тоа што таа ден претходно сакала да на дневен ред за следната седница, за во четвртокот, да го стави разрешувањето на апелацискиот судија Беџети заради застарување на некои дела кои ги држал во фиока повеќе од 9 месеци, а која информација беше само еден ден пред тоа обелодена во еден од порталите пред да се случи незиното разрешување. И како ќе прокоментирате незината изјава преку која обвини за анархија и за исполнување на желби на политички лица, без притоа да каже за кои лица станува збор? Зошто вака не беше гласна ниту таа, ниту пак и другите членови од Судскиот совет, кога беше насадена на оваа позиција токму од политички лица? И кога сме веќе кај третата власт, опростете малку повеќе прашање ќе ви дам, за да имате можност да зборувате. Како гледате и на изјавата на пронешната специјална обвинителка Ленче Ристевска, која изјави дека Советот на јавни обвинители е под политички влијанија во носењето на одлуките и дека Советот е всушност изворот на тргување со влијанија во обвинителството и дека на начинот на кој се избираат судиите и обвинителите креира клиентелистички однос на јавни обвинители кон тие кои што лобираат за нивен избор. Дали причината за тоа што оваа власт нема слух за да се справи со криминалот и корупцијата лежи токму во изјавите на Ристевска и Дамева? И дали разрешувањето на Дамева, но и одлуката на Ленче Ристевска да проговори јавно е поврзана со писмото на американската амбасадорка Анџела Егалер, во кое писмо изразува разочарување од начинот на кој што функционира судството? И што зборува незиното писмо за ова ненародна власт? Хајде едно по едно да ги почнеме. Прво вака, констатацијата дека ние имаме корумпирана власт во Република Македонија е делимично точна. Имаме најкорумпирана власт од сите власти до сега во Република Македонија. И тоа не го говорам јас, тоа го говорат сите меѓународни извештаи, каде што ние практично сме негде долу на дното во земји кои што се како Тунгузија, Танзанија и така натаму, кои што сме далеко сме од нив, ние сме земја членка на НАТО и тоа е еден огромен срам за Република Македонија како држава. А што се однесува до Дамева, убаво кажавте, она беше насадена на функцијата во Републичкиот судски совет, уште што е поинтересно што она од стручен соработник во суд дојде да биде директно по партиска директива на таа функција. Не само тоа, она беше член на правната комисија на Социјалдемократскиот сојуз. Така да, знаете како, касно е веќе за нејзините коментари. Нешто чудно се случува во Судскиот совет. Веќе подолго време таму има некакви превирања. Очигледно е борба за превласт во судиите, тоа што на некој му е јасно дека час поскоро ќе има промена на власта во Република Македонија. После промената ќе дојде до одговорност за сите криминали и злодела кои што не ги направи изминатите 7-8 години. И тука е таа нервозија, тука е тој страв. Јас во целост можам да се
да се сложам дека се тргува со јавно влијание, се поставуваат партиски послушници за суди, за обвинители. Знаете како ова власт, ајде да кажеме, во 2016-2017 година ветуваше генерален реизбор на сите суди и обвинители според извештајот на експертската група предводена од Рајхат Прибе. Од тоа нешто ние стигнавме до избор на синот на Талат Џафери за јавен обвинител со положен правосуден испит без воопшто да има завршено факултет претходно. И тоа никој не одговара, ниту обвинителството, ниту антикорупцијска комисија, и нифу им одговара во овој момент тие позиции да ги запоседнат со партиски послушници. Оти ако не го направат тоа, после промената на власта, веќе напоменав, они се свесни дека ќе одговараат за криминалите и за злоделата кои што ги прават изминатите години. Што се однесува до америчката амбасадорка, треба ние да знаеме дека поготово последните неколку години преку некои проекти во Република Македонија се идентификуваја честните луѓе во судството и во обвинителството, кои што можат да го прекинат тој синџир на тргување со влијание, и беше посветено одредено време во нивна дообука, за да може да ако ќе стапат на функции, непречно да ги обавуваат тие функции. За жал тоа не ја одговара на оваа криминална власт, и тие луѓе ги држи на маргината и ги држи потиснати по ќошеви во јавното обвинителство и по судовите во Македонија, зашто ако тие луѓе дојдат на своите позиции, нема така комотно да може да си прави власта кој што си прави до сега. Мој личен впечаток е дека притисокот на америчката администрација, преточена преку изјавите и писмата на америчката амбасадорка во Скопје во Македонија, ќе продолжи понатаму. И они очекуваат час поскоро да се случи таа реформа на правосудниот систем и едноставно да се стават некои работи на прав колосек, да прекинат луѓе од улица дојдени на функции преку ноќ да ни стануваат милионери и милиардери на грбот на македонскиот народ. По кој знае кој пат зачестија посетите на Македонија од страна на високи представници од другите земји. Пред некој ден, поточно во понеделникот, во Скопје беше Клаудија Танер, австријска министерка за одбрана. Како гледате на нејзината препорака дека преговорите со Европската Унија да се реализирале преку конкретни чекори, мислејќи на уставните измени, и додавајќи дека за Австрија главен приоритет останува да биде проширувањето на Европската Унија со Западен Балкан? Видете вака, значи не е нешто ново, но го зачудува фактот дека во последниот период дипломатските односи на релација Македонија-Австрија се позачестени, треба да видиме која е позадината на таква засилена дипломатска активност. Оно што треба сите да го знаат, значи Европската Унија и земјите членки на Европската Унија си имаат своја агенда. На таа агенда е ставено и проширувањето на Западен Балкан. И знаете како они вршат притисок, онаму каде што може да вршат притисок. Онаму каде што ќе почувствуваат дека некој цврсто стои на своите ставови, верувања и уверувања, а они немаат простор за притисок и не вршат притисок. Од тука они си начекаат на марионетска влада во Република Македонија, подавничко-предавничка влада, која што е спремна се да направи, буквално се, за ден повеќе да биде прикачена на буџетот и на грбот на граѓаните. И од тука они затоа доаѓаат тука и затоа тука вршат притисокот и гледаат дека они се спремни се да направат. Од другата страна па имаме официјална Софија која што е на тврди ставови, на потврди ставови од тоа што е нашата влада за наша несреќа, и затоа притисокот е насочен кон Република Македонија. Од она што јас го имам како информација, уставни измени нема да има. Уставни измени и не треба да има, не под еден ваков диктат и под една ваква уцена, и не надвор од копенхашките критериуми и од вредностите ради кои што е основана Европската Унија. Легитимно право е на амбасадорката, на министерката да го зборува тоа, но проблемот е што никој овде од македонските власти не застане и не ја праша. Добро, окей, кажете ни кој копенхашки критериум нас не обврзува на сето ова? Според кои вредности и норми ради кои што е основана Европската Унија, вие ни викате ние да ги правиме овие отстапки, и да бидете свесни, тие ќе продолжат да си доаѓаат, но единствен гарант дека нема да успеат во нивните намери
да го сменат уставот како што планираат да го сменат, моментално е опозицијата во парламентот со своите 46 пратеници, македонскиот дел од опозицијата во парламентот, кој што цврсто стои на ставот дека уставни измени нема да има и не треба да има во овој период. Господин Молчевски, како гледате на најновата фалба од страна на власта дека договорила досега најголема странска инвестиција од Тајван, вредна преку 200 милиони евра, со најава на околу 4000 нови вработувања? Дали ова најавена странска инвестиција е сериозна и дали навистина ќе донесе некој бенефит за државата, имајќи предвид дека поголемиот дел од профитот овие компании си го враќаат во своите држави? Или пак е само уште една најава над предвремени парламентарни избори, како што ластавиците го најавуваат доаѓањето на пролетта, со што ќе пробаат да го излажат македонското гласачко тело, надевајќи се дека ќе добијат вработување, и дали надежта за вработување ќе се сведе како она народната пословица со лисицата и овенот? Се сеќавате кога дојде оваа власт 2017, некога дојде, кога беше со кран поставена во Република Македонија, имаше еден настан на автопатот Демир Капија Смоквица, на кој што они играат чочек на веќе готов и направен автопат од претходната власт на ВМРО ДПМН, па ова е слично нешто такво. На нашите гледачи да им биде јасно, стана збор за тајванската фирма Јагео, која што во 3-4 години практично го купува Kemet Electronics, а Kemet Electronics е присутен од 2013 во Република Македонија. Значи, ова не е некоја нова странска инвестиција, ова е само проширување на капацитетот на веќе постојачка странска инвестиција, донесена во 2013, кога на власт во Република Македонија беше ВМРО ДПМН. Од тука нивните фалби се јадовити фалби. Se сеќавате пред една година најавија дека ќе прават електрични автомобили во индустријската зона во Тетово, па сега ни камен темелникот го нема на фабриката, а не фабрика и електрични автомобили. И знаете како? Они одат на принципот повеќе пати повторена лага станува вистина. Истото и во овој случај ќе се фалат дека оние донеле се и веќе треба да бидеме свесни дека се влезени во некоја фаза на предизборна кампања и мислат дека ќе успеат да го залажат народот, се лажат. После се што и направија на Македонија во изминативе 7-8 години, што и да направат бадијала им, не може да ги добијат следните избори, па не знам кој да дојде во Македонија и не знам што и да вети. Од друга страна, избори на Македонија се потребни час поскоро, зашто нас конечно ќе ни треба кредибилна народна влада која што ќе се справи со сите предизвици кои што и се случуваат на Македонија и пред се ќе донесе еден ред во државата, зашто во овој момент Република Македонија за жал не ликува на село без кучиња. Пред 2 дена, поточно на 27 април, се навршија 6 години од упадот во Македонското собрание, кој упад само ненародната власт на Заев во спрега со судството и обвинителството го квалификуваа како наводен терористички напад, со што уставобранителите беа неправедно осудени со драконски казни и се уште неправедно лежат по македонските затвори, што е доказ пак дека во Македонија во оваа време има политички затвореници. Како гледате на одлуката на Советот на општина Битола да им додели еднократна символична помош од 10.000 денари на семејствата на неправедно осудените лица за упадот во собранието на 27 април 2017 година? Прво, многу пати досега сум коментирал за овој настан. Одлуката на Советот на општина Битола е за поздравување, како и што е за поздравување секој онај чесен и искрен обид да им се помогне на семејствата на тие луѓе. Ние да бидеме искрени. 27 април 2017 година беше добро осмислена акција за да може да се скрши патриотизмот во Република Македонија и да се стави на колена за потоа да може да се смени уставот на начинот на кој што Заев и Димитров го сменија низ една криминална постапка надвор од уставниот и правниот поредок на Република Македонија, и во тој процес овие луѓе ради својот патриотизам и својата љубов кон Македонија за жал настрада во една процедура во која што
не им беше дозволено да ги кажат своите факти и аргументи, беа осудени на драконски казни. Знаете што значи вие некого да осудите за тероризам? Оваа власт, амнестиран терорист, постави за председател на собрание во нелегитимна и неуставна постапка, а овие луѓе од друга страна без ниту еден доказ ги осуди и ги прогласи за терористи. Во овој момент едино нешто што можам да дополнам и да додадам ново е еден апел до Врховниот суд на Република Македонија. Веќе е предметот кај нив, нека одлучат, нека се охрабрат, нека се одважат, нека донесат одлука. Па макар и таа одлука била, не дај Боже, негативна по тие луѓе, но нека им дозволат понатаму да си ја бараат правдата и правично судење. Вака, за жал, луѓето се премногу долго во затвор, повеќето од нив и ради дела кои што не ги направија. За тероризам не правам муабет. Никој од нив не е терорист и делото тероризам им беше доделено, пак ќе кажам, се со цел да се скрши патриотизмот, да се стави македонштината на колена. За година дена после тоа во една нелегитимна и неуставна процедура го сменат уставот на Република Македонија. Коридорите 8 и 10Д и понатаму продолжуваат да бидат главна тема во политичкиот дискус, но и во економскиот. Првиот меѓу еднаквите, кој има измислена функција прв заменик на премиерот Ковачевски, тоа е Артан Груби, кој го води и надзорот за изградбата на двата коридора, во едно интервју изјави дека со изградбата на коридорите ќе сме добиеле 3 бесплатни морски пристаништа. Како гледате на оваа негова изјава? Валјда Груби не мисли Пиринскиот, но и оној дел од Албанија, кој во 1913 на зелена маса и беше одземен од Македонија, да и го врати назад на Македонија. Што сакаше да каже Груби со ова негова изјава? Најави ли Груби нова поделба на Македонија? И како гледате на големиот притисок од страна на владата, што поскоро да го започне проектот со коридорите, иако од она што досека го гледаме и слушаме, очигледно е дека таа неспремна го подпишала договорот, ветувајќи му на странскиот партнер се што побарал, дури и барањето, македонското право да не биде надлежно за евентуален спор, туку англосаксонското. Дали со ова уште од старт Македонија е поставена во пододредена положба? Зошто само едно лице, а тоа е Артан Груби, е фронтмен на овој проект? Нема да ве прашам дали, туку ќе ве прашам од колкави размери е корупцијата во овој проект. Па самиот проект и самиот начин на кој што они го ја тераат цела постапка, кај нас предизвикува сомнеж за за огромна корупција во тој процес. Прво да се разбереме. Артан Груби е политички шарлатан. Артан Груби е човек кој што исто така е поставен со кран на функција без ниедно претходно реално искуство во бизнис сектор. И од тука еден ваков комплексен проект му е доделен, или да кажеме владата на СДСМ или Социјалдемократскиот сојуз и Ковачевски му го доделија на човек кој што ниту има знаење, ниту има вештини, ниту има компетенции да биде во еден ваков проект. И сега он е спремен во својот наплив на ајде да кажеме големина, лажна големина која што има, да зборува се и се што, и после тоа да не важи минута или 2 минути после од како ќе го кажи истото. Така да јас неговите изјави никогаш не сум ги земал за сериозни и ни понатаму нема да ги земам за сериозни, но ја земам сериозно неговата намера да профитира од овој проект. Да бидеме искрени, освен еден договор со Бехтел и Енка, ние немаме ништо друго, ниту имаме траса, ниту имаме проект, ниту имаме нешто што би асоцирало дека ќе се гради некаков си проект. Имаме една табла која што ја поставија, не знам, негде каде што мислат дека ќе почне проектот. Ниту имаме обезбедено работници, ниту имаме обезбедено простор каде тие работници ќе бидат сместени. Значи, знаете како да градите еден таков голем проект подразбира многу активности кои што претходат на самата изградба. Ние од сето тоа ништо немаме видено, освен еден договор кој што е премногу спорен и по мене мислам дека е на штета на македонскиот народ и на македонскиот буџет, а преку тоа на македонски национални интереси.
Имајќи ги во предвид сите овие проблеми кои се појавуваат во јавноста околу потпишувањето на договорот, но и целата атмосфера која се создаде во однос на овој договор, кои се вашите очекувања? Ке профункционира ли овој договор ваков каков што е и дали изградбата на коридорите 8 и 10D ќе завршат во планираниот период од 5 години? Па не, да бидем искрени, јас веќе подолго време коментирам дека ова не е договор за да се изградат коридорите 8 и 10, него ова е договор да се наплатат пеналите од коридорите. Они само експроприацијата на земјиштето, на приватните имоти низ кои што ќе поминува коридорот, не може да ја завршат во некој временски рок од 5 години, а не па двете траси на коридорите 8 и 10. И од тука јасна е намерата. Ние ниту ќе го видиме коридорот 8, ниту ќе го видиме коридорот 10, но затоа како македонци, како граѓани на Република Македонија ќе ги платиме пеналите кои што Ковачевски и Артан Груби ги потпишаја и по мое некој скромно мислење ќе ги поделат со Бехтел и ЕНК како голем конзорциум. Опозицијската ВМРО ДПМН, како што рекоа, го има тој договор во целост, а го добиле од свиркачи. Досега објавија неколку делови од договорот кои кажува на големи неправилности, но и на коруптивни сделки. Власта не ги демонтира овие информации. Од оно што го разбравме во договорот покрај наведената сума од 1 милијарда и 300 милиони евра, наведени се и 30 милиони евра за експроприација, 20 милиони евра за надзор, а улогата за надзор е дадена на компанија која што се вели до вчера произведувала гаќи. Во договорот се предвидени 50 милиони аванс, но и многу други милионски суми на евра. Бидејќи вие сте член на ВМРО ДПМН, дали може би дојдовте до повеќе податоци кога станува збор за финансирање на други активности околу изградбата на овие коридори и особено не интересира да ни кажете нешто и за пеналите кои Македонија треба да ги плаќа, како на пример ненавремено започнување, но и не навремено исплаќање на достигнати фактури, како и за работи кои не се предвидени во договорот, а кои допрво треба да се вметнат. И дали ова со непланираните работи всушност е голем доказ дека договорот е потпишан без претходна длабинска анализа и без претходно изработен проект и изработена визабилити студија, ниту пак еколошка. Сте направиле ли груба анализа за тоа колку ќе чини Македонија, односно македонските даночни обврзници овој проект ако го направат или ако продолжат да го прават? Вака, значи прво не сум го видел договорот ради тоа што оваа влада не знам под какви околности го класифицираше истиот. Јас досега сум немал потреба да имам безбедносен сертификат и немам безбедносен сертификат да можам да ја видам содржината на договорот. Во ВМРО ДПМН има партеници кои што имаат безбедносен сертификат и од тука го може да зборуваат за некои работи кои што се дел од договорот. Самиот момент дека владата го класифицираше договорот говори за огромна корупција и за огромни неправилности кои што ќе не следат цел овој период со изградбата ние коридори 8 и 10. Нешто што ние го плаќаме како граѓани, како македонци од буџетот на Република Македонија, кој што ние плаќаме данок за да го има тој буџет. Мислам дека треба сите да имаме увид во тој договор, дека тој договор веднаш треба да се декласифицира и да видиме што во суштина е позади тој, кои се намерите индициите на тој договор. Убаво кажавте 1,3 милијарди евра, тоа е огромна сума од буџетот на Република Македонија или тоа ако некој вака поделите на километрите колку што тоа се фантастични 12 милиони евра по километар градба. Без проект, без експроприација, без минерални суровини, без ништо, буквално без ништо. Од тука моје лично мислење е дека овие 1,3 милиони ќе одат 50 до 60% повеќе или ќе одат негде до некои си 2,5 милијарди евра на крајот на ако почнат да градат. Што јас сум убеден дека со оглед на висината на пеналите, со оглед на тоа дека ние го плаќаме, ние немаме никакви права, имаме само обврски да исполниме тоа, да исполниме тоа, да исполниме тоа, да исполниме тоа. Мислам дека идејата е да се платат пеналите и некој да си ги подели пеналите. Пак ќе кажам, договор ние нема да видиме.
мислам, пардон, коридор нема да видиме. Ме збуни господинот Бранко Николовски да ви одговорам, договорот е потпишан на англиски јазик, барем од она што ни беше во овој момент доставено на увид на јавност, оние парцијални делови од договорот кои што ги видовме, кои што се по многу начини чудни. Самиот факт дека они тргнаја 9 закони да менуваат во собрание, во скратени процедури. Сета како они не убедуваја пред 6 месеци дека недела неработен ден е добробит за македонскиот народ, за граѓаните, па наеднаш од 40 часовна недела ја сакаат да ја сменат во 60 часовна недела. А доколку на патот се најдат археолошки наоѓалишта или во моментот на градба, некој си инженер англичанец ќе оцени дали тој локалитет е археолошки или не, или ќе продолжи да гради по него без претходно да се запази процедура согласно позитивните законски прописи да за стручни лица. Самиот факт дека они се спремни или дека ветиле дека 80% од луѓето кои што ќе играат автопатите ќе бидат од странство, дека 20% од Македонија, говори за многу нејасноти поврзани со тој договор, кој што за жал на крај ќе ги платиме ние граѓаните на Македонија. И мислам дека и она што се случува во овој момент во судскиот совет, доволна причина е сето ова и нервозата на дуи кои што ја има во судскиот совет што претходно ја зборувавме, е директно и индиректно поврзано околу сето ова што моментално се случува со Бехтел и ЕНК. Вие сте познати и одличен аналитичар кога станува збор за анализа со бројки и проценти. Дали Македонија, односно македонскиот народ, треба да стравува од можноста дека овој проект не е случаен ваков како што е, туку е добро испланирано сценарио за економско уништување на Македонија? Може ли Македонија да врати толкова голема сума на пари, па макар да се само 2 милијарди евра, особено ако се додаде дека Македонија е на границата на банкрот, бидејќи позајмува кредити за да отплатува кредити и давачки се поголеми отколку што инкасира во државниот буџет? За жал можам да констатирам дека сте во право. Во овој момент или во последниве 7 години Република Македонија се задолжува со двојно поголем интензитет него што се задолжуваше во периодот од 2009 до 2016 година, а за жал не гледаме дека ништо суштински се случува во Македонија. Оваа влада раскрчми 7 буџети, по 4 или го крчми веќе 7-миот, 6 ги раскрчми, по 4 милијарди евра. Ако ќе повлечете црта, ќе видите дека они практично шајка немаат заковано во државава. И сега, кога за 7 години ништо не направи, они не убедуваат дека за 5 ќе успеат да изградат едни два вакви проекти, коридорот 8 и коридорот 10, што помалци или повеќе е невозможно. И јас не мислам дека стои некој сценарио за уништување на Македонија позадова, јас мислам дека стои желбата на власта на СДСМ и на ДУИ, јас ги нарекувам картелот СДСМ ДУИ, за енормно богатење. И они на тој пат се спремни се да направат, само за да можат да дојдат до денар или до евро плюс во нивниот джеп. Јас веќе кажав, јас мислам дека од 1,3 милијарди евра овој проект ни кошта 2,5 милијарди евра ако се направи. Пеналите, како пенали, веќе имаш информација дека 117 милиони евра се исплатени на Бехтел и ЕНК, излезе министерот за транспорт и врски пред некој ден, а воопшто не кажуваат зошто се истите пари исплатени. Така да крајната цел е јасна. Лично богатење и осиромашување на Република Македонија со двојна поголема брзина од она што го правеа до сега. Премиерот Ковачевски, но и Артем Груби во неколку наврати изјавија дека договорот нема да и биде достапен за јавноста, но е достапен за јавното обвинителство и дека веќе го дале на увид во обвинителството и во некои други државни институции. Пред 3 дена од јавното обвинителство рекоа дека се уште го немаат добиено договорот од јавното претпријатие за државни патишта кој е потписник на тој договор, иако е отворен предмет, односно пред истрага под опрен глас. Како гледате на ова? Зошто обвинителството чека да му го дадат договорот, наместо да појдат со налог и да го одземаат договорот од државното претпријатие за државни патишта? Се потврдува ли со ова спрегата власт, обвинителство и судство? Вака, прво, ако Заев беше лажго,
Ковачевски е татко на лагата во Македонија. Значи, јас не знам да има нешто тој човек кажано вистина или некоја изјава која што му била вистинита изминатиот период. За јавното обвинителство не очекувам ништо повеќе, па јавниот обвинител кој што е моментално го постави оваа влада и 7 години, освен што човекот ќути, ние ништо друго од него не видовме. Плюс треба на јавноста да јасни нашите слушатели и гледачи да им е јасно дека овој јавен обвинител моментално е предлог за уставен судија од страна на владеачката СДСМ ДУИ. И како ние очекуваме тој да излези или да го одземи договорот или да направи нешто поврзано со договорот. Он мудро си молчи како и до 7 години, надевајќи се дека ќе стане уставен судија и дека на тој начин ќе тргува со влијание и ќе се иземе од потенцијалната одговорност после промена на власт. И да, де факто и де јуре, спрегата помеѓу картелот СДСМ ДУИ и Јовевски како обвинител е огромна и тоа досега многу пати се покажа. И знаете уште еден кој момент е тука битен. Еве, пак ќе се навратиме на настаните од 27 април. Тие луѓе беа судени во маратонска процедура. Ден и ноќ беше организирано судење, за да можат да ги осудат како што ги осудија. А од друга страна, ние гледаме дека оној момент кој ги одговара на власта, делата застаруваат, се чуваат по фиоки, рочистата се одложуваат, па поранешни и актуелни функционери обвинети или осомничени за висока корупција нормално си се шетаат, нормално си функционираат, никој ништо не им може. Јас мислам дека они не ни сакаат нешто да направат, освен таа спрега да продолжи, за да може како што тераа до сега да тераат и понатамо. Така, работната група за уставните измени во средата ја одржа првата конститутивна седница, но зад затворени врати и далеку од очите на јавноста. Седницата се одржала во просториите на владата. На таа седница била избрана Маргарита Цаца Николовска за председател на работната група, а за нејзин заменик професорот по уставно право Бајрам Положани. Добивте ли повеќе информации за што друго разговарале на оваа седница и како ќе ја прокоментирате изјавата од владата дека тие немале информации и дека работната група само ги изнајмила просториите за да го одржи тој конститутивен состанок и дека целиот процес е под покровителство на Министерството за правда? Кој е вашиот став за тоа што сето ова се случува зад затворени врати? Па, очигледно е јасно и ми е дека тоа што го прават е надвор од здравиот разум. Ние да бидеме до крај искрени, 80% од луѓето во Република Македонија одбиваат уставни промени. На сите анкети се изјаснуваат дека тие уставни промени не смеат да се случат. Мене ми е страшно смешен моментот која ќе каже дека некаква си работна група изнајмила простор. Прво, ниту се ни правен субјект, ниту можат во некоја форма да изнајмат простор. Така да тој простор очигледно им бил договорен во владата, за да може владата во една контролирана средина да го направи тоа ветила мимо желбите на мнозинството народ. И кога сме веќе таа работна група, треба до крај да бидеме искрени. Значи, ниту е компактибилна, ниту е кредибилна, ниту пак знаење и квалификации да прави уставни измени. Таа работна група е надвор од уставно-правниот поредок на Република Македонија. Зошто? Зашто ако они сакаја да направат таква работна група, имаат во Собранието на Република Македонија уставна комисија, која што по закон ја води председателот на Собрание. Таа уставна комисија и многу пати претходно, и многу пати во иднина ќе повикува професори и експерти, кога станува збор за прашања кои што се од делокругот на уставот. Ова уставна комисија, за жал, 4/5 или мнозинството од нејзини членови не се ниту правници, се политиколози, кои што врска немаат ни со закон, ни со устав. А и оние правници кои што се таму се граѓанско право, не знам, кривично право, кој што е пак сосема нешто различно од уставно право. Така да владата се обидува на овој начин да се купи време, зашто ветија нешто што не можат да исполнат,
не можат да го сменат уставот, и сега со некакви си вакви работни групи ќе пробаат да купат одреден временски период, надевајќи се дека нешто, не знам, ќе се случи во нивна корист и ќе успеат да ја свртат јавното мислење, да го свртат во нивна корист. За жал прават грешки кои што многу ја чинат Република Македонија и допрва ќе ја чинат Република Македонија, и со последиците од тие грешки ќе треба многу долг временски период да се справуваме. Како гледате на оно што градоначалникот на Тетово, господинот Билал Касами, ја пречека председателката на Косово Вјоса Османи со билборди напишани само на албански јазик, наспроти оно што го бара тој да се почитувал законот за двојазичност, кој е спротивен од уставот, каде што се вели службен јазик на целата територија на Македонија, без разлика на процентуалната застапеност, е македонскиот јазик. Во четвртокот, Вјоса Османи во Скопје беше пречекана и од градоначалникот Ганију, кој доаѓа од огнената група, и тоа со знамења на Косово и Албанија, а македонското знаме го немаше никаде. Како гледате на сето ова, имајќи предвид дека со рамковниот договор Македонија ја зацртаа како мултиетничка држава? Дали после 22 години Македонија се уште оди по тој зацртан пат од страна на странски центри, или се поблиску сме до бинационална држава? Па вака, најде малце, тоа е како пред истиот ден кога се сретна со Ганију во Чаир, беше на средба Кипендаровски, и она зборуваше за мир, соживот, како ние сме најблиски соседи, така натаму. Заведнаш потоа да ја видиме во една сосема друга иконографија и кореографија, зборувајќи нешто сосема или покажувајќи нешто сосема поинаку. Јас на стартот на овој интервју реков дека Македонија полека или помалку наликува на село без кучиња. Ако ние имаме институции кои што сте во функција на одбрана на уставно-правниот поредок на Република Македонија, нема да го гледаме сето ова. За жал, нас институциите ни се под строга контрола на картелот СДСМ-ДУИ, во кој што СДСМ и покрај бројот на пратеници е помалиот партнер. Па ДУИ и функционерите на ДУИ си прават што не го оправдувам, сметам дека е за осуда ваквото однесување, зашто сепак и тие градоначалници, тие институции земаат плата од граѓаните на Република Македонија, не на Косово и на Албанија. Ако зборуваат за мир и за соживот, ако зборуваат за рамковен договор, ако зборуваат за некакви си вредности, треба да не почитуваат и нас како македонци или македонското малцинство. Се видите, во Тетово околу 36% од жителите се македонци, тоа не е мал процент на жители. Кој сами испрати директно негирање, и не само од сега, и неколку изјави претходно. Ако сакаат мир и соживот, треба, јас тоа го викам турбофолк национализам, да го напуштат тој турбофолк национализам, зашто тоа никој не добива. Дури и нивните сограѓани албанци живеат полошо него што живееле пред 3, пред 5 или пред 10 години. Албанците 3 пати побрзо се иселуваат од Македонија цели семејства визави македонците и другите етнички групи во Македонија, македонскиот народ, и другите етнички групи во Република Македонија. Тука, место што тераат некоја таква глупава пропаганда, подобро е да седнат и да размислат како да ги задржат пред се младите тука, како Република Македонија да направат едно подобро место за живење за сите нас, а не да се додворуваат де на Тирана, де на Косово, па додат да молат де во Тирана, де во Косово. Како гледате на за вчерашниот говор во Европската народна партија на подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски, кој одговорница побара санкции против Бугарија поради очигледно кочење и застој со евроинтеграциите, но и поради тоа што не ги спроведува пресудите на судот од Страсбург. Говорот предизвика нервоза кај бугарите, напаѓајќи го председателот на ИПП, жестоко дури на рапот на инцидент, бидејќи му дозволил на Николовски да зборува. Така, Александар Николовски е еден од ретките политичари во Македонија со огромно меѓународно искуство и со огромни меѓународни контакти. И ова не е негов прв говор во оваа насока, него ако се навратите и неколку говори денес, затоа во континуитет ги афирмира тие
тие ставови кои што за жал се ставови на Александар Николовски, не се ставови на Република Македонија, а треба да се ставови на Република Македонија. Околу нервозата на бугарските европратеници јасно е ко ден. Значи, они зборуваат за некакви сио неправдани бугари во Македонија, а нема ниту еден доказ дека се случило тоа. Имаат луѓе со сомнително минато и со досија кои што излегуваат по телевизии и кажуваат дека било тешко да си бугарин во Македонија, а притоа не кажуваат зашто било тешко. А од друга страна имаме 16 пресуди со кои што директно се потврдува неправданоста на македонскиот или на дел од македонскиот народ кој што живее во Пиринскиот дел на Македонија, денешна Република Бугарија. И од тука, знаете како ние немавме поданичко-предавничка власт, ако имавте власт која што се бори во интерес на граѓаните на Република Македонија, овие немаше да го зборува Александар Николовски во својство на пратеник, тоа ќе беше официјална државна политика. Јас го охрабрувам Николовски понатаму да продолжи да го прави тоа, и после превземањето на властот, по победата на ВМРО-ДПМН и понатаму да се бори во насоката во која што се бори до сега, зашто тоа ни е единствен аргумент или еден од малкуте аргументи кои што ние ги имаме, силни аргументи за да се спротиставиме на оваа глупава пропаганда која што Република Бугарија ја води кон македонскиот народ, македонскиот јазик и Република Македонија. Како ќе ја прокоментирате вчерашната изјава на ВД министерот за надворешни работи на Бугарија Николај Милков дека Скопје и Софија нема заеднички да чествуваат 120 годишнината од смртта на Гоце Делчев на 4 мај? Гоце Делчев е истакнат македонски револуционер, кој што нема никаква поврзаност со Република Бугарија, и е човек кој што од појавувањето во тогашниот општествен и политички живот и револуционерен, живот во Република Македонија, па се до неговото убиство, освен што се борел за македонскиот народ и за слобода на Македонија, не се борел за ништо друго. И таа глупава бугарска пропаганда треба еднаш за секогаш веќе да заврши и да прекини. Видоа дека си направија штета на самите себе, видоа дека не се добре дојдени во Македонија, видоа дека ние или оној дел од македонскиот народ кој што си го сака тоа достојно ќе го брани, нема да дозволи некој да го раскрчмува и да го распродава. И од тука не ја поздравувам, него ми препорачувам не само него и на сите идни бугарски функционери да се држат до внатрешните проблеми во Република Бугарија, да не се мешаат во внатрешни работи во Република Македонија, да не чепкаат понешто е наша гордост. А тоа е револуционерниот дел од македонското минато, и при тоа ги повикувам за нашата публика и за себе, не знам колку знаете, Гоце Делчев заедно со Здаме Груев 891 година заедно се запишуваат на воено училиште во Софија. Дајте ја книгата од уписот, дајте да видиме како што Гоце и Даме се декларирале. Моите информации говорат дека во графата етничка припадност они се декларирале како македонци. И тука во вода паѓа целата нивна фейк пропаганда. И е завршена приказна. И уште еднаш, естествено многу емотивен кога зборувам на тема Гоце Делчев, уште еднаш сакам да им порачам да се ги тргнат нивните раце од тоа што за нас е светост, а тоа е револуционерната борба на овој народ. Како гледате на секојдневните променливи ставови на председателот Пендаровски во однос на Бугарија, после онаа изјава дека барањето на бугарите да влезат во уставот било мешање во внатрешните работи на Македонија, а сега дека немало ништо спорно во тоа? Што да кажам за човек кој што менува ставови како чорапи? Значи, ја знаете како, вие кога од бришачна прашина по кабинети, од клиентелист кој што е Пендаровски, кој што во животот освен што бил советник на овај, советник на онај, советник ваму, советник, или јас тоа го викам бришачна прашина по кабинети, наеднаш го индоктринирате како председател на држава, не можеме ништо повеќе да очекуваме. Значи, кај него немате стабилност, кај него немате континуитет, кај него немате ни знаење, ни ставови, ни вештини за функцијата која што ја обавува, а најмалку е на границата или на браникот на македонските национални интереси. Од тука
ја ги досега сум ги игнорирал и понатаму ќе ги игнорирам и нема за сериозни да ги земам неговите изјави, зашто мене ваквото негово однесување ми е предмет на сериозна медицинска проценка дали тој човек е способен да ја врши функцијата на која што е во моментов или не е способен да ја врши. Поранешниот министер Никола Димитров, потписникот на катастрофалниот договор од Нивици, преку кој договор ја прати Македонија и македонскиот народ на кланица пред некој ден, ја промовираше неговата невладена организација Солуција, Балкански центар за конструктивни политики. Како гледате на оваа негова нова функција и која е инволвираноста на Прибе, Рикер и Папандреу, кои беа присутни на промоцијата на невладината организација Солуција на Димитров, и како гледате на нивните пораки дека Македонија на патот кон ЕУ мора да се сврти кон себе и битката со корупцијата и криминалот, но и патизацијата на општеството? Вака, прво за Рикер и за Рајхат Прибе, тоа се дипломати од висок калибар. Ние знаеме дека Рајхат Прибе водеше една експертска група која што направи еден длабок скен на македонското општество и даде многу корисни препораки кои што за жал владата на СДС или картелот СДСМ ги заборави и до ден денес точка и запирка не исполни од нив, освен еден мал дел кој што после го злоупотребија во своји цели. Најверојатно баради дипломатски бонтон и култура се прифатиле да присуствуваат на отварањето на таа невладина, промоцијата на таа невладина организација, иако знаете како за партизација да се зборува пред Никола Димитров, човекот кој што на Керка му и додели стипендија како министер за студирање во странство, малце по мене е смешно. И Никола Димитров е еден од клиентелистите во Република Македонија кој што е спремен се да направи само да биде некаде прикачен за некој извор, за некоја функција. Никола Димитров е човекот кој што надвор од уставот, надвор од законите во Република Македонија го потпиша договорот од Нивици. И сега кога човекот кој што директно го сруши уставниот и правниот поредок на Република Македонија, очекуваме нешто поинаку да прави. Човек кој што првиот момент кога беше на функција си го покажа вистинското лице доделувајќи стипендија на својата керка, очекуваме дека ќе департизира, дека ќе криминализира нешто или дека ќе го напушти клиентелизмот. Мене помалце ми е сето тоа смешно. Очигледно е дека човекот сака се наметнува некаде како фактор, ама мислам дека за многу скоро време македонскиот народ ќе му каже каде му е местото, како и многу пати претходно на многу такви клиентелисти кои што биле некој период кога ќе видат каде им е местото, после тоа се заминуваат на буништето на македонската историја. Господине Малчевски, чест и задоволство беше и оваа ваше учество во Македонски корени. Ви благодариме. Ви посакуваме да си имате убав викенд. Секое добро, пријатно до слушање и скоро довидување. Благодарам на поканата, уште еднаш чест и задоволство да се разговара со вас. Ви посакувам убав викенд. Поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи. Секое добро. Останеме во контакт, имајте си убав викенд, се слушаме. Довидување. Фала исто, поздрав, убав ден, убав викенд.